Вторник, 4 јуни, кратки вести во 12 часот. Охрид и Струга се меѓу 10 градови во државата каде работеле фирми со ниту еден вработен, а кои вкупно на ниво на државата свртеле неверојатни 42 милиони евра, покажа анализата на порталот pari.com.mk. Во Охрид минатата година работеле 150 вакви компании, а во соседна Струга со 48. На врвот е Скопје со 791 фирма, а на второ место е Охрид пред Битола, каде се регистрирани 109 фирми со 0 вработени. Во анализата се наведува дека најчесто станува збор за фирми управувани од еден човек, претежно сопственикот кој не е пријавен како вработен, затоа што обично има и други фирми, па некаде му течат придонесите. Но како што велат упатените, тоа може да биде и некое ангажирано лице со некаков менаџерски договор. Епизода на популарната српска емисија за готвење Гастрономат се снимаше во домакинската куќа Пирустија Недановски во селото Рамне. Природа, чист воздух, изворска вода, место за вистинско уживање и полнење батерии. Концептот е учиме да се учиме, а центар на оваа успешна приказна е домаќинката Наташа Недановска. Велат пријателството е двонасочна улица, а нашите домаќини потврдија зошто сме горди на нив, порача од Slow Food Македонија по снимањето. 3 лица се повредени во сообраќајна несреќа што утрово во 7 часот и 20 минути се случи на регионалниот пат Охрид-Ресен на охридска страна во близина на Прентов мост. Во несреќата учествувале 2 патнички возила со охридски и битолски регистарски ознаки. Повредените лица се префрлени во болницата Свети Еразмо. Увид изврши полициска екипа на СВР Охрид. За време на увидот сообраќајот беше во застој, но за кратко време се создадени услови за негово нормализирање, изјави портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност. УВ индексот е 8, максималната температура во Охрид до 27 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.